На влезот на градот кај територијалната противпожарна единица Куманово, на паркингот пред градскиот базен, во населбата Гоце Делче спроти Кошеви и во Долно Којнаре во близина на споменикот на авијатичарите, се пунктовите каде што јавното претпријатие Чистота и зеленило викендов ке постави соодветни садови за одлагање на кабаст отпад. Надлежните ги повикуваат граѓаните да го одложат кабастиот отпад на посочените пунктови бесплатно. Бидејќи достегашната пракса покажува дека кабастиот отпад најчесто се фрла непрописно, јавното претпријатие Чистота и зеленило најмалку 2 пати годишно организира бесплатни акции за одлагање на кабаст отпад. Акцијата за собирање на кабаст отпад ќе започне во раните утрински часови в сабота, а ќе трае до доцните попладневни часови во неделата. Поминатото јавното претпријатие Чистота и зеленило има организирано во неколку наврати акција за собирање на кабаст отпад. Оно е отпад од домакинствата, значи мебел и останати работи кои што не им се веќе потребни на граѓаните. Тие представуваат и сериозен проблем, бидејќи често пати самите граѓани ги остават до самите садови за смет или ги остават на јавните површини, што подоцна представуваат и пречка за движење на граѓаните и користење слободно на јавните површини. Еве, значи, и овој пат со почеток ден сабота и недела, тоа е 4 и 5, од раните утрински часови до попладневните часови во недела, граѓаните ќе имаат можност да одлагаат кабаст отпад. На 4 локации ќе биде поставено и тоа ќе бидат поставени на влезот на градот кај пожарната, на паркингот пред пожарна. Пред градскиот базен, во населба Гоце Делчев, Стар Шипат или спроти Кошевите, и една локација ќе биде во село Долно Којнаре или по завршеток на улица Никола Тесла кај споменикот на авијатичари. Водевме сметка да биде застапено местата на сите околни населени места, за да можат граѓаните да имаат можност да го одложат и да им е поблиску тие корпи што ќе бидат поставени. И повикуваме граѓаните да искористат оваа можност во овие 2 дена. Не случајно се избрани и деновите да бидат во викенд, кога граѓаните се послободни, немаат работни обврски и сето она што не им е потребно да можат да го одложат на овие 4 локации. Во рамки на јавното претпријатие веќе согласно нашата програма за работа и правилници пружаме таква можност каде што граѓаните може да се јават на дежурниот телефонски број во рамки на јавното претпријатие. Имаме ценовник кој што е утврден од страна на Совет на општина Куманово и по одредена тарифа да специјализирани возила дојдат до само таа адреса каде што граѓаните имаат потреба и за одреден паричен надоместок да им се изврши таа услуга. Ние веќе таа услуга ја имаме. Можеби не е доволно промовирана, па граѓаните не се запознаени. Инаку како јавно претпријатие сите имаат можност да се јават, да си побарат таква услуга на договорен ден, термин, време, јавното претпријатие, екипите доаѓаат на лице место и подигаат таков отпад. Имаме ние пракса да граѓаните вртат, меѓутоа тоа е многу ретко, бидејќи сепак се работи за износ кој што граѓаните треба да го платат за таа услуга. Имаме услуга која што ја нудиме при вршење на реновирање во домовите, да побарат корп од јавното претпријатие која што ја поставуваме, подоцна ја празниме и за таа услуга граѓаните си плаќаат. Меѓутоа сепак често најдуваме на случаи каде што кабаст отпад, мебел и така натаму се непрописно одлага, се фрла дури и во река, и затоа ја нудиме оваа опција, оваа акција правиме како јавно претпријатие за да ја спречиме таа масовна појава која што во последно време е се позачестена. Председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска денеска ги повика граѓаните да достават предлози за локации каде што би се поставиле садови за одлагање кабаст отпад за наредната акција. За мене како председател на Совет е приоритет да имаме чист град. Доста гледавме кабаст отпад по реката и ставена на различни локации, не прикладно депонирана. Она што јас размислувам да се обидеме со уште една ваква акција, иако минатата не се покажа како многу искусна. И еве јавен повик до граѓаните да дадат предлози каде може да биде идна акција, што може да биде, например, за 15 дена може да се реализира од страна на Чистота и зеленило, кои плюс пунктови да ставиме. Тие имаат ограничен број на садови, сега може 4 сада, следниот период да бидат плюс 4, меѓутоа на различни локации, нормално погодни за оваа работа. А што се однесува до субвенционирање, правиме буџет на општина Куманово, може една ваква активност да се предвиди и да се олесни, со еден
обичен повик, да се повикат луѓето од Чистота и Зелениново да ги прибират од општина Куманово да се со пресметка да се субвенционират не целосен износ, затоа што целосен износ не се субвенционира никогаш и луѓето воопшто домаќинствата кои ќе ги повикат и дивите превозници плаќат. Сигурно 500 денари плаќат за да го депонират отпадот на нашата депонија. Меѓутоа никој не оди до нашата депонија, туку сите видовме од претходните снимки, од претходните прилози дека сите ги стават кај туш. Појава што треба е од страна на Чистота, од страна на општина Куманово, од страна на Советот да се алармира и да се отстрани од Куманово. Надлежните се надеваа дека со ваквите акции ќе се подигне свеста кај граѓаните за соодветно одлагање на кабастиот отпад.